Нема се заебаваш, почви. Во исчекување на новата епизода 47, како ми се замота во умов дека 48 беше, бе, брат. Не, бе. Си шашкав. Јас и викам, 20 часот, почнуваме. Братулец! Епа! Ајде, 47. Одете во живо. Чекај, Готово. одете во живо. Одиме. Одиме во живо, од студиото на Нитро Цвај. Епа! Па како заебава това со коментари, бе, ќе скинам. Така, еве го, тука сме, бе. Дали сме тука? Леле, пак вертикално не гледат, братучет. Зошто така, бе? Озбилно? Цеќе ни напиши некој, ќе видиме. Ај, дали е, да, нека кажи некој дали вертикално. дали е то замрачење Рековме, почвиме со химната. Не, почвиме, Почвиме така, со химната. така На е. срце директно. И не е Срце заебанци ово. Не е Да не го заебанци, концат никој озбилно, тука. да живее 11 октомври. И Република Македонија. Така Ни е. северна, Ништо. ни горна. Како што си е така. .com.mk Драга бандо. Овој едно чедо што не гледат во моментов. Поздрав. Ето, влегвиме. Ај, Вајца, пиши, гледаш не. одма дупло 100% ни се умножи еден публикава. може да пишет хоризонтално, друг да пишет вертикално. Ти Може. застани вака, јас вака ќе застанам. Може, братуче, Нитро Цвај, добре дојдовте, епизода 47. Ова е Никола Силјановски, братучет. Братучет, представи се. Јас сум Никола Силјановски, браточет на 33 години, не вработен, не сум ни во биро, запишан, заш не треба. Ова е господин Тодоровски од мојата лева страна. Кажи се, а ти? За тебе. Кажувам, од левата негова страна сум исто така и јас, а ова е 47 епизода Нитро мора. Цвај, добре дојдовте. На почеток, реклами, така? Да, Реклами. секако. Да. Малце може бајато ви изгледаме, тоа е затоа што во раните утрински часови се прибравме од метрополата на ова прекрасна држава Скопје, кај што газевме со овој еминентен лик, братучет. Ќе опишиш што се деси сега од твоево искуство или не? Попат што се Или ќе ми деси? ќутиш сега вака, што е работа? Попат што се деси или? Све што се деси, повели. Не, кога трнавме, не знам, во 4 трнавме. Се јави Тодоровски во неделата во доцните утрински часови и рече братуче, Во дали доцните утрински. доцните вечерни часови, извинете. Доцни утрински часови, тоа е 9:30 веќе. Да, ако се закасна за на работа. Да не ој таму. И бевме и јас си направив едно отварање. Публиката во Пабрик Рум беше прекрасна. После беа господата Тино и Атанас и на крај господин Атанас Тодоровски. ни се закани дека ќе ни гостуват во емисија, така да, ето. Ела, ќе се ела деси. море. Одма ќе се јачаме. Преако беше на 17 октомври повторно на сцената во Public Room, карти може да си резервирате на 075-283-066 од утре за журање на одмор. На одмор Милано појде журана. Не. Кај, Охрид Струвга. Да. Така да од утре оптеретете го и возиме понатаму. Тоа беа рекламите. А сега, по повод овој свечен празник македонски 11 октомври, кај што пукнала првата пушка, море, братучет, во Прилеп и во Куманово. Да. Да не беа прилепчани и кумановци да не отстрамат. И То Скопјани. знаеш како е тензично. Например, пред да пукнела првава пушка, имаш некојаш размислувано за самава ситуација. Како било? Празникот си е празник, ситуацијава како била. Никој да не пукнет прв, така? Например, на визита ако ќе поиш, Да не крени и никој сега сапче. никој сите се некако ќе снап. Ама не пиет никој. Чекајт моментот, знаеш. Не чини. Или колачиња тука ордевери наредени вака, не знам кифлици, кулен, не знам шо таму. Локум, ако е посна, ако е за Свети Никола, ослич. Ослич, Сега ќе видиме колку е цена, иначе белвици. знаеш ќе ставиме слика од ослич за Свети Никола. Може. И никој да тргнет прв, да се отстрамит, Да. да го скршит мразот, како се Чичинг вели да то. направи. Како се вели, не знам поточно. Како велите вие во И прочитав јас и во Скопскиот регион требало да биде исто, Да, но во тоа време значи бе многу ослабена комуникацијата на далечина и затоа не се десило да во исто време Скопје, односно Прилеп, Куманово и Скопје
Затоа не се десило. заедно да тргнат. Да, ама Да, ете не отстрамиле. И Секако. од таму натака веќе кога се рекло ајде да поможит за многу години и веќе готово. И затоа ние денеска ја уживаме оваа слобода. Не наша. случајно. Не случајно. Не случајно. Така да респект, фала, почит и сето то. Ете, рековме. Така, рековме. Добро е. Пак се сега овие. Пак се коментари вевченки поедени. Сите 14, О, YouTube, ако не е свести проблем се. да ни кажете дали е О, хоризонтално Господе или Боже. дигитално ова Дигитално вертикално. е скроз. Хоризонтално или дигитално? Нема врска, ќе си го гледа. Во коментари, на пин комент таму е линкот од нашиот официјален. Ние со братучет имаме, значи, официјален канал на Нитро Цвај, затоа ве молиме, таму ќе си стајте по еден subscribe, зашто епизодите од сега цели таму ќе си одат. Така, Да. така ќе си бидат редот и таму ќе си ги гледате и тоа е то. И по повод овој светол празник, почитувани дами и господа, гледачи, тртичка следачи, јас ја користам ова свечена прилика да го изненадам овој Сега еминентен ша има. братучет со едно мало изненадување. Со едно само момент вака. Шо правиш бе, море? Пушка има. Шлемке. Шо? Еј. А зато ранецот тука е Кај стане. сега малце застани. Ова, што ти кажеш вид тебе? Лајче вака пластично, кој ќе видиш спаковано. Чикиник. Што ти Ке кажеш? ме вид? носиш негде. Дека шо, например? Три да јајме нешто. Така, имат логика. Леле. Како се чувствуваш? Возбудено. Се спремам Добро. за љуто, се излигај. Ајде, шо? Лиги ти потекоја? Фиксно, лајче кој ќе видам толку, ојде. Гледај сега. Дали си спремен? Сум. Замижи, молим те, за изненадувањето. Не да е- гледам, море, шо да е замижам. за изненадувањето да е триш пајако. Сладко батулец од смокви. Леле, да лепи Ова ти е на работава. ниво на не знам, на кафеав, на хероин, мислам, сега пример велиме, така. Тама не примерот. Еве тие имаш честа да ја Леле. отвориш теглата. Прв. Леле, еве да не се гледат од Ајде, која јуначе, чекај ваката статурава сега. Море да направиме малце да имат она, да имат овде. Ти Од текви. зелени смокви. Повели мајсторе. Држи, помагај. Ајде. Леле, гледај. Потоа ми се рачеве. Ќе трајте ова дури. Сладко имат, ама немат јунак ова теглава да отворит. Го Мамо зареков, ти. леле, направи теглава. Да. Гледај, море, гледај. Дали не ви Леле. претиштав? Мислам, па и реклама нека е бе, па нека е и реклама. Си Заслужиле. борчите кои да се Заслужиле, еј, гледај, леле, господи, лиги ти течат. фиксно. Лиги течат, мамо, прости ми. Тешки секо твоите Со планини. лимонтус или не, пошто алергичен Со све, сум. батуле. Алергичен сум на лимонтус. Немат, брат, ова алергија не признават. Последна Ова е епизода 47 независна се гледаме. територија. Бирај лајче, никаквецу. Бело. Ајде. Шо? Види? Еј. Не дофрлям до нему. Ево ти. Нешто не е во ред со сликава. Знајме, Не. до YouTube е, не е до нас, го местевме, знам. Слушајте, ќе гледате после. Знајме дека не е во ред, ама сега касно е да се дрибламе со тие, како се викат работи. Ова веќе ојде во етерот, така да уживаме сите триш побрзо. Сакаш да мислиш дека требаше да биде поубо вилјувче да земиш или не? Не, лајче строго. Лајче, ајде. Повели. Не, Јас само ти го наместив за да ти откуцат. Леле. Нами ти. На здравје. Гледа, еј, госп. А? Леле. Оргазм. Македонијо да живее 11 октомври. Со сладко од смоква. Така море се почвит за убо, за све. Леле, и микрофон, нека капни ти на микрофонов. Леле, лиги како ми течат во моментов, е. Исто. Знаеш дека го одлагам задоволството? Нека стоит малку пред тебе, не кокасуј. Нека стоит малку пред тебе. Ова ти е, знаеш како, например, ко некоја женска, например, многу што ја сакаш, многу што ти е секси, преуба, ти е препонај пре све, и ја, не знам, си се мачел 2 месеци да ти обрнит внимание, да те нешто да те подопулит. И некако си успеал бројот да го најдеш. И си се јавувал и тата игнорирала, и наеднаш од нигде никаде, ето, прашање на Божја волја или космосот, оп, ти се јавуваат. крени. И ти викаш,
Не И да кренувам не одма. крениш. Или ќе и крениш, ќе речеш, ало, да, Михаела, да, сакаш в петок да излеземе и ти си викаш, леле, готово е, се деси. Го имаш. Еве ја, смоклава тука е и викаш, па шо знам, петок некако не сум слободен, зафатен сум. Сакаш другиот, чисто за да се набусташ, да ти е така. И да не те викни ти џабе сета чаки ја И сега правене, доста џабе е све. чекање, ајде сега, леле господе. Готово. Влезе ова. Шо викат? Држи ме за раче, молим те. Леле. Во Браво, 9 Тодоревски. води поминато, Леле, стварно во 9 води. Нема ништо што е поминато 9 во 9 води води. поминато. Не Леле, вкус да има, мајчице. брат. Тоа да и синкамен се ставало неколку зрна во втората вода. Леле, уште едно ќе мавнам, Мавај, па мавај. нека изгорам. И готово тргнија теглата. Ова ја за следен празник, она Мислиш за, дека овие за Свети Никола ќе Мислиш дека овие каснеме во 9 води го имат правено ова? 9 води изворски, од билјанини извори, од онам, од негде кам. О, пак ова во Косово. Леле, ќути јади. Да работи. Македонија, цела да е. е. Леле, убајни. Е вака се почвите епизода. Готово. Ке земиш уште едно? Доста ми е. Многу благо ќе ми дојде. Многу ке те подсети на Ќе лепам, ќе убавини. почнам да муцам после. Леле, сега војца, ако ке се напијам и то ке биде то. Ова ти е, брат, не знам. Задоволство од 1 до 10. Пред водава За 8. многу години. 8, 9, еве го на 10 удри човекот. Е, сега кој Леле, ќе се левел отвори. кревање батулец. Леле. Ау. О, бо. Левел кревање максимум, тоа е то. Да. Ве поштовам, тоа е то. И сега, дај ме покажи го со коментари, ве сигурно има некој пишано нешто. Абе, коментари ве ги имат, ама луѓе во гледат во друга димензија, работиве. Така што ќе мора това некако ние малце да го подсредиме. Ме разбираш? Да, ќе ги Заш вака тужиме нема YouTube. не е фер иначе. Сега Колчо ќе осреди заш братучете, звездата на шоуто, тој не фаќа. Што направив сега, море? Гледај сега. Што направив сега? Направиме едно вака со извинение. Стој. Втаван. Ветар Стој, исправај. Ветар стои, ништо. Сега, момент. Леле, готово. Го демистифициравме студиово. Најаки сте, море. Сега видоја дека уствари ова негде вчеги. Чи. Поредко нека ве има. Исправај уште. Море, Исправај, тука си. Да подпредно, еве. еве го подпре. Поредко Уште. да не има. Леле чедо златно. Ај турни го само ова, еднашка. Еве го. Намити. Ќе се менвиме со братуче. Убаво, ќе се менвиме. Ете ти. Чекај, кај коментар? Еве го. Кај коментар? Леле, да. Ете го. Шо рече чедово поредко да не имат? Убо си е. Ево, разговор во живо бе, братучет. Сега, извинете вака, знаеш, технологија е. Не, ме заинтересира. Превртете ја. Поредко, Еве. нека ве имат. Кај читаш бе? Тошо Арсов. Абе, убаве то што не викај, само молим те. Жити ме. Абе, колниш или желба е ово, море? То шо? Поредко да ве Прстето имат. чедо мило мое вака сега Чичко Коле да ми ти кажи. Не знам колку години имаш, можда сум помал од тебе, ама во рете, значи Тошо Арсов, прво, една работа ти кажам. Ќе стајме некој најклетото ќе оставиме администратор Че, да биде, не. убо е сега. Јепа. Гледај сега. Шо? Абе, да немаш Почесто, грешено абе, нешто, море. Тошо Арсов море, не прави печатни грешки, готово Што сега. правиш бе, пријател? Се пуштивме од Ле, мамака. готово. Ја ќе требаше да кажеш од кај Еве си го, да... љубов за Тошо. Ела да ми те прегрниме вака. Готово. Ле, за малку Леле, реков готово. ја бавме. Втората пушка ќе Ова пукнеше се за викат малце. предарасуда, братуче, тела се пушниме. Леле, Тошо, извини, не мавна шекерот од сладково. И јас не догледувам. Кој ќе искоmbinира? Тргна епизод, уште едно ке каснам некци. Еј, братуче, земај. Тој Ова- греши, овој шеќерот го мавна, јас не догледувам. Ова Сакаш да се да му видиме. се најд на Тошо, поздрав, еве го, специјално, само за Тошо. Јас реков. Леле, готово. како алачки почнав да звучам, кај ојдовме, еј. Мајко мила. Готово. Олку шекер немам збучено кусник, што ќе се деси? Никола, кажи некоја анекдота да се насмеме. Кажи бе, Ти си Никола. ти си Никола. Шарен пепел прета. Анекдота, Не море, знам, тя не ми не текне. брзо зборка. Анекдота.
ти кај шоиш, тој оттаму се враќат. Да. Ето, може така, Сношти една цура на стендап рече почитуваните колеги Тино и Атанас бараја тому е битчето, тому е шегата, поговорки од публика и една даде предлог, рече 100 стапа по туѓ грб не болат. Секако дека на тоа ние се надоврзавме, еден стап во туѓо муце е преубо. Ето, не е можда анекдота, ама валјда те бенди. Никола Т. Ќе те пишит по постој. Она му на филозофски Поезија. факултет ќе го изучаве томоре, братучет. Само не се гледаш, мораш вака поблизу да си до мене. Да се ко на мотор да седниме, зад тебе да седниме. Ма вака по пола, знаеш? За да газевте у паблик рум. Да. Само напред и братучет подолго да настапува. Грми брато. Грми брато. Респект. Заблагодари се. Ти се заблагодарувам премногу. Заблагодари кој си да ти се обратам Кој се да си, директно. и сега- Не можам да чепнам ана. Сега од благодарност братучет ќе ми турите на вода, знаеш? Види го сега колку е механизиран братче. Гледај го сега, види. Со Све пумпулево. е хајтек море овде во студиово. Дали го слушаш само? Готово. Ова синкир на семинар во Водовод сме дојдени. Чекај, готово. Еве ти, леле. Тодоровски, ако уеш во семинар во Водовод. Леле, брат. Чекај муцево за да можам да Мојме да толку сме блиску, мојме од една чаша да пиеме заедно. Мојме. Ко можеш во една шолја да мочаш? Тоа е стара анекдота. Што може тројца мажи, не може три жени во исто време. Леле, мори колку досетливо. Колку досетливо. Братучет, Да. како се чувствуваш, дали ти е Леле превозбудливо? со благово, ама искина. Уште еднаш да Искина. повторам, во коментари имат пин комент со линк од нашиот официјален канал од Нитро Цвај. Да. Ве молиме, заследете не, subscribe сите тие, нели, перипетии, што би се рекло. А сега јас би започнал, нели, со темите за оваа епизода, зашто ние не сме туку така, ова све е подкојано е, море братучет. Подкојано. Значи, Добро, вака вели авторот. Братучет, Повели. ова ти е награда не за 100.000 евра. Ова ти е награда, например, за кој требит, сега пример велиме, не дај Боже, пошто претходната епизода не знам дали ја гледавте, братучет ме умре пред време, зашто бескрајно ќе му бидам благодарен и ќе го тортурирам во следниве епизоди. Океј, legit, така? Са сида ќе ми извај. Грбка. Братуче, значи тоа, ако одговориш добро и точно на следливов челендж или прашање, кој ќе треби некојаш да ти го сменет колкот, не обичен златен ќе ти стават. Добро. За тоа се бориш. Таа ти е награда. Сега не знам како е Колку е ова преако да имаш замислена награда. Ош во квизов ништа не знаеш, ти поставуваат прашање, гориш цела вечер, одговараш под која гол е фотелјава и на крај ти викат или колку е речи го издржливост на волфрамова жица и ти вике добро, ша ми е првава награда. Ќе видиме. Ќе видиме, ќе размислиме. Од тебе зависи. инфлацијата зависи. Така е. Како бе така? Ајде да видиме што е прво. Вака, прво прашање е, братучет, чесен човек за тебе е оној. Продолжи. Со чиста совест. Што не борчит пари. Што ја поштова жена му. Што кој ќе речи дека е точен, е точен. Што значи тоа? На договор ќе речат на пример во 4 сатот во Прилеп се гледаме и тој на пример и во Австрија да е во 4 сатот си е во Прилеп. За да пукнит првата пушка. За да пукнит првата пушка. Ето готово. Второ, ако имаш оружје да го чистиш, да биде спремно. Ова Значи, е мајка тоа- Македонија намачена е. Добро. Тој е честен човек. Чесен човек е тоа. Да. Минатата епизода имавме еден муабет кај што нели ти ми наметна тема за боемија ако сме и еден имаше искоментирано, стварно. рече еве ги овие опинци ке биле најако ми е некој така кој ќе се превозбуди и кој ќе за ова што аџиба овде еден сат трици ајме мусли и се заебаваме, до таа мера го да. сваќат озбилно. То беше 25 секунди цело. Шократите од денот свој да формулират коментар таков и напиша еве ги овие опинциве боеми сакале да бидат, а некој овдека чесен што е 3 точки.
Зато не ми беше јасно, брато, че ти поќе се разбираш. Дали во од моментот овие кога го работи? пишеше ова слезе од на млада невеста? Сигурно. Дали во тој момент зеде винце и овдека сатов златенот од $13,000 од Не. ова слезе до Не. овде? И шеширот, дали ти текна на шеширот да Не. го пишеше коментарот? Не. Па ништо, опиноци сме тоа. Не, тој е чесен граѓанин. Тој чесен граѓанин. Млада невеста да го скапи во молење и да му речит молим те, аман, море. Главче, Уште колку, ние останавме во Македонија, човеку, дај нешто да направиме, некако да имат close encounter од трет вид, нешто, блиска средба. Дај нешто, Другарка ќе викнам. прегрни ме, човече, дај ќе го зголемиме природниот прираст на земјава. И Тој тој? не. Имам за работа, Јас сум чесен, има да пишам. така и ќе останам. Ти златен што си имаш пишано такви коментари. Ако ова црвеново го надминви десетчево, ти си на коња, ние сме опиноци, да знаеш. Баба. Десет. Додуша братучете. Јас, готово. За коле немат в кадар да влези тоа. Еве, не знаеш кај е почетокот. Фала, зборви ми. А крајот го мотат овде. Немој не должи го толку притисоков ми паѓат. Ајде да видим. Ке треба со пумпица. Бе братучет, леле море како ме доживуваш и нема впечаток дека така ме доживуваш. Сега имам. Одиме понатаму. Добро. Ти си наред. Со шо? Со прашање? Имаш нешто спремено за подкастов или дојде на сладко во емисијава? Дојдов да го пробам ова. Винчини носиш? Кој ќе го кремират братучет, ќе му остани колко на фамилијата. Браво! Браво! Тоа шампион. Гледај како Ете ти. ова е чесен граѓанин. Чекај да на напишеме сега Македонија. еден тестамент. Во најтешките околности, гледај како размислуваат позитивно. Иначе за ова што го рече во право еден ден, кој ќе братуче здравје, ќе го донирам телово, за ова ја ме прави на муаве, така? Или не? Немаме, Не знам. ама исто ко да Замисли имаме само, брат за ќе го тебе. донирам телово да може да испитват на мене варијанти, зашто ако ме погребет, ништо од тоа. Шо локумче 6 дена, 7 дена само поповќарите од то фамилијаво со конто минус, јас само лежам и ништо. Вака барем може ќе види. Може да ќе стајат нешто од мене за кој што следните студенти ќе бидат по искусни, не поискусни, ќе видат нешто кај мене што може да ќе ги бендисат. Знаеш како? Мајката види чист, не пијам алкохол, тоа не е дел од чесен човек. Намити. Браво. Не пијам алкохол, чист ми е джигеров солза. Сега бели дробој, ако сакаш некого да му ги даеш и да не знам, да Бели посрни. беа првите 300 километри, сега се веќе Кон- окер дробој. Ко дизел сум. Дизела му улје не сменато години. Ако се накашам, не издегвит кафеаво, црно издегвит, тоа е од цигарите. Од шо може друго? Колена колко не ми функционира, тоа спортисти веќе не се на 9. Али златниот колк, сега, тоа е сега. Златниот колк. Ако не профункционираат пошо Море по златен висина, колк. ќе го однесиш негде, ќе го претопе, ти стаеш ланче, пример. Да, ќе речи дедо овај го Косата носеше ич, на појас. косата ич, која коса? Која? Оваја или оваја? Замисленава. Која Имам, коса? јас извини, имам ушетро музејски експонат е Виж ова. колку што јас Молим имам те. осет за ориентација. Најако знаеш што ми е? Што рече јас ќе го братуче рече јас ќе го донирам тело за да вршат испитвање на мене. Учење. Што ќе испитват море, колку си ограничен? Пример вели. Бо. 180 до 9, 190 сантими сум, толку сум ограничен. Тоа ми е некое. Кој ќе рече многу си ограничен. Да. Не можеш да си многу толку колку што си. Замисли ме отварят мене и тогаш сватат од медицина од кога и да е почната дека притисокот не е 120 со 80, дека некој на бафтана го ставил и да ме кага. Знаеме готово. Толку му бил него притисокот. Толку е. Колку е 120? И овие го запишале, не го мери, никој не промери, вид, пиши колку таму. Ти е бе? 130. Висок. Да. Кај знаеш? А тоа е на пример нормално. Од кај знаеш? Да. Така? Да, 120 со 80. Абе,
И не ми кажа, имаш спремено нешто Имам. за во епизодава Имам. или си по папучи? Дали... Кажи ми нешто за Благово, 8-11, за да ти честитам нешто. Леле, за Благово, брат, утре треба и доам до, не знам, до онаму, до Белви да истрчам, да ги согорам овие смокви, бе. Земи интегрално Ој. нешто, плюни му ресана ти излезите од тебе. Сега зашти на две смокви не останеш. Сега ми идет после олку сладко, додам со плюкање плакати за предизборна да лепам. Имам разредивач дома. Леле, колку метафорички беше ова. Со плюкање да лепам плакати за предизборна. Кој ќе имат избори следни, Гледај. така ќе лепиме. Нема Тодоровски сега, на тегла, ќе дојде, чекај сега. Не, па. ја нема та драж сега, никој не лепит плакати, сите пустет реклами на Facebook. Да. Сега е на друго ниво. Еј, нитро разреđivač за коле. Да. Да, Еве да го. олабајт мало. Нитро. Аха, Еве го. аха. Што имаш спремено за денес? За денес, знаеш од кај стартуваме, дали ќе се сетиш Ако морам. и на почитуваните гледачи, дали ќе се сети некој дека на времето те име лажено со бабарога, човече. Дури и филм има. Мене знаеш што не ми е јасно? Шо? Можеш да плюкниш коле и на монитор. Можеш. Абе све ако се сакат се може. Ме бенди сви дека опции има. То ме бенди сви. Повели братучет. И Да искажи знаеш се. што ме интересира? Например, сега пред да цркне ова кралицава, имаше во младите години како изгледала. Дали за баборога има такво нешто? Вујна која е, тетка Пред која да е. успеет. Да, и кога станала лоша, например, има луѓе ете позитивно, например, пушел цигари, пиел алкохол, го фукнал шлепер и од тогаш рекол јас не пијам, не пушам. Некој му се десило обратното, бил добар човек, се трудел, одел в манастир, палел свети, бил се за брат му, чесен бил, ова, слави, го мамнал шлепер, рекол, од утре ќе ви ебе матерна све, за мене немат Господ, немат ова, немат она, стан ми дло. Мене ме интересираат, во коментарак може некој да помогне, мистеријава, шо Како и не се може, десило на бабарога за да би толку, не е млада бидена? Бидена е бе како не е млада бидена. Кога, во која годишна возраст, то се станви да биш лош. 62 години, 3 месеци и 2 дена. Тоа е клучна точка Тога за станеш. веќе. Тука веќе последните нерви ти попуштат и викаш, сега ќе ви кажам. И му влегвиш поципа. Да. Тебе ти имат плашено со тоа? Да. Раскажи ни повеќе за тоа. Ќе направив, например, белја. Или не бе фумен, или били досад. Ќе направев белја е општо, шо? Шверцоваше белвици од пустец. Не бе. Шо е белјава, кажи. Како помал имав навика. Најголемата белја, кажи ни. Сега ќе ти ја Отвори се кажам. овде пред Сега ќе ја јавноста. кажам. Како мал имав навика мал. Сега не се сеќавам точно, знам дека ме пребива од мавање. Например, одев и в двор се... Ајде сега, немој кампањи да шириш овдека за Праша ги семејно родители мој. насилство. Не, Тогаш нема не постоеше врска. никако термин то. Не, немаше ќотек тогаш. Не, Пребивање тогаш беше имаше фиксно. само букет методски единици. Знаеш што направив? Ојдов и се посрав в двор. Ме дупна е од мавање. Мајка ми рече, уј да го донеси сега. Ама како метафора, како лекција. И јас ојдов и во лопаче го седам. Леле, господе Боже. Ојдов во лопаче го Ау, седам. предходната епизода ме умре, сега ме подмлади. И в лопаче го однесов и со плачење. Еј, Што да му направам ново? тоа ако не е протест. Тоа ако не е протест, ме брат. Леле. Еј, вау. Знаеш дека слично нешто имаме направено? Имаше во малата еден, може ти имам правено муабет за ова, ама ако вреди пак ќе направам. Да. Во малата имаше еден клет, проклет во секоја мала што го има, тоа е онај што ги дупви топките, Да. што мрчи, што ти теки. И типот ни го пресече кошот во малата, а малата се викаше Бозо кош. Погоди заш. Заш имаше кош и заш имаше продавница Бозо. Бозо кош. Кош. Сите таксисти све то се знаеше, тоа не беше мала, тоа беше институција. Ни го пресече кошот и ние во знак на протест
до душа не наши, така да речам, гомна најдовме од таму. Од вака, што од потома, мој што се би- нашло и му ги плеснавме пред врата. Значи слично е. Ама ти похрабро е ова твоја вака. И што ти рекоја? Ако ова го направиш уште еднаш, баба Рога ќе ти дојде. Па, И што ќе напред баба Рога бе, и така ти се пасери в кревет. знаеш што е појако? Што мајка ми вика, вака застанав и реков, Баборога, не пали тоа ќе од фиксно на психолог, на психијатар ќе носиме дете во шопрет, кој ќе мрчиш, Бабарога. што има девијантно однесување, тепат други дечиња, не, шопрет сери по дворов. И то безмилосно. Безмилосно. 2-3 дена јајд го држи сосила за му влези онде зад кола, кај се паркирам. Братучет нагајлено, пеликан го викат. Кој ќе се враќа, Фока. татко ми кој ќе се враќа со колава да шлајфува, да прска, да не може од двор да излези. Овој оди цингир во катастар ќе работи бележи двака дока е меѓава. Кај комшијата не влегвит кај комшијата, чесене. Не И влези. како си ја замислуваше ти се ова што Бабарога? не влијаеше. Никако, никако. Ти гледаш дека дете е оштетено во глатач и мојот по дворов остава ти измеди ќе го уплаши со замислен лик. А ти не знаеш дали е замислен или И не. имам направено уште нешто слично вакво. За ова не се сеќавам стварно. Мајка ми била во кујна и кај лавабо овдека, вреќа компири. И мамо ми се во веце. Па чекај маце, татко ти е во веце. Демек ти оиш. И Не ти сега ми речеш, се оиш. «Шот, и тато ојд во веце. Не. Што прави таму? И Да, кој ќе и демек ама сега ми се ојде, абе почекај малце, демек не, сега ми се ојде. Абе почекај, не сега ми се, ми се мочат, кај да мочам, овде. И та се свртела, јас тука. После се знаеш што е, Хирошима и Нагазаки. после Форхен Бехен веш баја. Сега дојдеш да ги миеш компири. Ти После- што ќе правиш? 25 кила дете, 25 кила Мама компири. сервираше, ама не за имен ден, туку ко Џоковиќ вака. Одма паку. Не. Добро, тоа е. такви беа времињата, За имаше. кај мене денеска на пример ти да му речеш на Стандард. твоево дете ќе ти ја викнам баборога, тоа ќе ти рече јас ќе ти викнам инспекција. Јас Да. ќе ти викнам Ќе те- комшијана. Ќе те пријавам пријавам. на таму, не знам, социјална установа. Да. И ќе рече ти на детево му се закана со замислен лик кој може да ја влоши неговата перцепција на светот, околината, семејството, пријателите и А овде убаво е напишано старател, родител не смее да го чепне детето и во заграда после 2003 година се донесе закон кој го чепна детето. Ево дотичен изјави фората со баба Рога пали до 6-7 години после каиш беше на власт. Браво шампионе. Тоа е А тоа. немаше гласање. Немаше тогаш предизборна кампања гласај за баба Рога или гласај за каиш. Нема брат, поделени си се во групи до 7 годишна возраст. Баба Рога е светиња. После Биди тоа мирен златно сукало. или готово, ќе ти дојд, ќе те земит. А Ке да те бе, да ќе те земит. земит од под кревет. Ќе те земит со таја вреќата. Јас како дете до толку сум бил она не педантно, Имаше една гнасан љутка, ја никакво. викаја, таја мене ме мамеја дека ќе дојти ќе ме земит. Љутка? Љутка се викаше. Не Не, беше прв пат љутка слушам. како хабитус да се идвака и Да, цело време. Ја викаја љутка и еднаш на тераса дојде, на први спрат живеевме, на тераса дојде и рече подај. и рече што сакаш? Празников да го овековечвиме. Ајде, повели. Ќе ојте глава да Одма. завршиме. Одма бучи Идемо. тука. И под тераса седеше оваја љутка и само ми рекоја, аха, не умен беше. Аха, и јас шо беше, што направив ТРР и ми рече, ела да видиш кој е. И одам јас под тераса и ја гледам таја. Готово еј. Зато од тогаш не сум истиот човек. Пред тоа бев истиот. Ама веќе не. Од тогаш не сум истиот. А и љутка не е истата, знаеш? Не, таа веќе одамна не е истата. Одма после тоа. Декомпозиција настана и така Сакав да натаму. речам дека кај мене ако биба. Ако биба. Ако биба- бибарога. Ова од Скопје е бабарогава. Биба ја вике. Биба. Човече. Да. И се сеќавам, кај што живеевме таму порано,
А Под што креветот братуче имаше- се сеќава, значи тоа е така. Не без заши до ден денес среќа жена цум па има тоа да го прави некој иначе. Под креветов немаше пајажини, имаше на пример куќе забораен. И ти бабарога кој ќе дојде во таа пајажината прво ќе се таа дорземи да ме уплаши мене, прво ќе заглави, вака. Ќе дојде со пајажиници ќе направи кај пошто жена не ја нервира тоа Кога дама. влезиш под Ќе рече, кревет со «Јебем пајажина ти може да си матер, се покриеш. Кај дојдов, бем ти дете глупо. И зато Не нема пцуј бабарога. сега, веќе. подкастов е за културни, немој сега кој курац пцуеш овде. Добра, ајде не пцуjem. Леле, готово, сега правиме речи го одма пресврт правиме сега на темиви. Ова го мислеше долго време со бабарогава како еден вид траума ти беше. Не бе, слика си стана? најдов од албум. Албум со слики. Некогаш било тоа албум, си го купиш и баш гледав и викам, викам Пола од кој тие би. што ќе не гледат во епизодава нема да знае што е тоа. Нема да Албум со знаат. слики. Ако не појдет после сега да завршит речи го епизодава во живо, ако не одет сега да ископет од по кутии, од нашкаф со прашини, да изнакопет оние како се викат албуми, еве јас овде. А не знам дали имаш приметен, многу е заразно. Дојш вечерва на пример на гости негде, ти ваѓаат албуми, кога било и тоа со оние чечен што се старини апарати со филм да го развиваш во црвени светла, не сега со телефони. Ти си још дома ти и још да видиш за некои спомени. Ко бев во осмо одделение. И, на пример, седнати со класнава и тенџере, она една глупа југословенска фризура. Осмо, прва, не ти иде таков момент да го гледаш? Ми идет. Многу си оддалечен со минатото. Не е точно. Друг човек си. Не сум веќе истиот, иначе ми идет. Бенди са ко рече глупа онаква фризура. Да. Зашто имаше таква? Јас имам фризура кој е прво вака со шишките надолу. Леле. Тоа е кој имав шишки на времето. Вака и овде вака како со она. Тенџерче. Да, и кога ќе одевме на бербер. Леле, донеси ми слика следното. На бербер кога ќе одевме, ќе прашаше берберов демек како ќе ја правиме сега. Еве ти со Еве ти што ти бандерола. викам јас. Што ти викам? Епа данок Шо? батулец. И Дај му ќе албум да гледа. Точно. слушај, Точно. ќе одевме на бербер и само ќе речеше овај берберов како ќе ја правиме, и беше опцијата или ко претходниот пат или или другото е француска. Како е, то не знам. И тој ќе си направеше како што ќе му дојде. Зато сега пола луѓе коси немет. Зато. Но А најако е братуче во моментов што исхејта било каква фризура. Тоа ми е многу јак момент кај тебе. Имаш став море. Имам. Изградено. И не се даваш. Не море, жалям. Од сабајле станувам се пулјам во огледало што да се овде ако остана тоа нешто. Зошто море да жалиш? Немат жалење, одиме напред. Дали човек. сакате предизвик да направиме да не се бричам 3-4 епизоди, да не се бричам во глава. Сакам. 3-4 епизоди. Сакаме. Ова што гледаш лайв сега што пиши 19, знаеш што ќе пиши? Само општина Охрид ќе пиши. Тужба. Знаеш на што излеам да не избричам глава? Гледај. Овие пензевеци ве овдека. Лелеј, ова, како се вика, Фризурата на братот ќе те поката. по каталог, ова по јус. По јус. Number 1, ова ти е демек. И последна за ова море. Вие што ми се смете за фризури бе. На кај ме не идете вие, не јас на кај вас. Во бендовка што свириме, јас сум најхаос. Мартин Милески ни е тук таму. Браца е надежен на кај мене и овој што ни е пејачот е исто негде тука и овој што ни е тапа наровни со косиште овдека. И сега мене ме дупет, разбираш демек. Младо дете. Да, демек овоно, што се ќе почне да паѓа, то начешел не остани влакно, тоа остани прамени бате. Пожар може да направи со прамени. Кој ќе се чешташ, толку имаат прамени, електрицитет фаќа. Да, и јас на времето имав долга коса во 8 одделение. И никој не ми мрчеше, и имаше една наставничка по хемија, таја брат милост немаше. Само вака маваше, она форхен бехен, и имав привилегија и единствено тогаш вакво
долга коса и сега жалам нормално. Полбо една да ми ја влепеше тогаш, отколку сега вака овдека. Но доста да зборуваме за лепотата, има поважни работи во етерот. Повели, братуче. Имам прашање да ти поставам. Немој да се правиш многу озбилен. Добро, пуцај. Немој да се Кабинетот, почитувам, братуче. Ако точно одговорите на следното прашање, Добро. ќе имаш шанса, ќе направиме со бандава хуманитарен гест, ќе соберам донација, ако точно одговориш на прашањето, ќе соберам донација, сите ќе ги убедам да донират средства финансиски и ќе појме Турција и ќе ти пресадиме шишки. Ако точно одговориш на следното прашање. Саш да го прескокниме прашањево, саш да Не. има друго. Само Никако. шишки, саш да ме Ама уапсет. ова ти е како милионер. Сега градираме прво шишки, после ова е- бакембарда и на крај теме. Овот коли е заборџен милионер, колку борчиш. Колку поточно, толку поќе борчиш. Само шишки. Супер предлог имат. Во иднина во фризерски салони портретот братучет ко Тито да стои таму. И да пиши долу слоган: капете се редовно за шоа ве чекат. Да, ова е од некапење. Случај прашањето, значи точно ако одговориш шишки добиваш со си кремче. Вака да можам да правам цело време. Вака да можеш да ти смете да разбораш. Витлери да Зборвиш. Кажи. Почитувам, братуче, добре дојдовте во студиото на Фала, Нитро Цвај. фала, Формулата за успех, ако е обратна од формулата за неуспех, каква е формулата? Експоненцијално. Формулата за шо? Која е формулата за успех? Ако формулата за успех е обратна од формулата за неуспех, досега ти имат логика, муабетов? Добро. Значи, формулава за неуспех и формулава за успех. Оваја е обратно од ова. Оваја, ако ја следиш, ќе си неуспешен. Ако ја следиш оваја, ќе си успешен. Која е оваја? А што мислеше ти шишки така лесно се добиват? Ништо нема шишки, така? Ево, гледаш? Да. Не, ќе му дајме фора за размислување. 10 Немој секунди. да му давате фора за 10. размислување. Лош... Ако е формулата, чепро не може да го isprocesiram, шо е гането доровски Ајде читаш, машинецу, поетско е прашањево на друго ниво е. Ако формулата за успех е Обратно од формулата за неуспех, тогаш која е формулата? збунетост, агонија и безсознание, дисфункција, дислокација. Море, многу е просто прашањето. Која е формулата за успех? А тоа што е обратно од неуспех, тоа не е Тоа комплицирано. е логично. Аха. Иста, дали може да... Ако патов за струга е наваму, а патов за пештани е обратно од патов за струга, Ме изгуби веќе. не, господе, боже. Јас веќе се сомневам во интелигенцијава моја. Братуче, ако во ова соба влегват женски, а обратно од ова соба влегват машки, кај влегват машки, бе? Овде. Па тоа ти кажувам. Шишки не, ама репче мало добиваш. Чекин. Ево готово. Ај следно Правец прашање. тебрца. Као иде море со прашање? Зошто вакви прашања? Немам море, гледај колку е јака епизода ова. Ти се верви дека 43 минути до сега имет поминато? Не, така? Ле. Па не можеш да видиш од чишките затоа. Од идниве. Ете така. Ти си наред. Ле, сега Аха. ќе се поставам прашање. Сега некој е опасно ке истајт од под черџе. Сега и то. Многу мавање сладково од смокви, еј. На хепинес мават многу. Што ќе се деси, Тодоровски, ако Не, гравитација... прво кажи што добивам, иначе не А, одговарам. што добиваш? За листоци. Поголеми. Тоа изгледа не ми треба ко награда. Добро, значи очигледно лесно прашање. Добро. Може. Ако гравитацијава беше надесно, што ќе правевме?
Гравитацијава, значи. Ако беше надесно. Ако влечеше надесно место надолу. Што ќе правим? Да видам коментар, шо? Ајде, со слободни збори. Ако гравитацијава место надолу, Беше влечеше надесно. Да. Ајде, со 9 примери. 9. Види, ништо. Шо е за тебе 9? Ке фрлев камен навака за те фукнит. Шо викат, уште малце место Никола, брату. Еј, абе, Брат, Никола абе, Шишка. Абе го, а? Уште за малце деме ќе почнеш да ме викаш Никола Шишката. Не, само братуче. Шишката е за Листоко. О, Од Истоко. кремо. Кремо. Да. Ајде, Тодоровски. Надесно ако беше гравитацијава. О, брат, многу ќе беше јако. Некој што ќе сака дете, например, за да паднит, немаше ја паднит, ќе ти дојдеше во загрљај. Ќе ја стаевме мајка му, она му и за дете, во пример, ако се сопнит На да регал паднит, качи го. ела ми кај мама, цак, одма. Ти текви, Да. има логика. Да. Да, бе. А на риби кој ќоиш? Кој ќе Нај- сакаш да го фрлиш, она? Како ќе го фрлиш? Обратно ќе застаниш. Од шо? Од десно. Од лево, мислиш? Обратно од десново ќе застанеш. Значи лево. Да, ама не е Не е тоа дефинирано. не, Не, ако ти е речиш, некако- ако речиш само така, не многу ми е ефтино, не ми помени. Аха. Не ми помени, сакам да звучи малце помистично. Ако гравитацијава беше надесно, само во темница. Мавни сонцево се крие, ти надесно почви да влечи. Доволно е мистично ова за тебе? Премистично е ова, Во 12 кај ќе одеш, Еле, ќе на речи кој да работи мислите? да прекрши денот. Јас овде го прашам која е формулата за успех, чесен човек, што е, например, нешто што е корисно за граѓаните. Море, затоа го правиме овој подкаст за овие луѓе, овие почитувани гледачи и гледачки, за да име некаков бенефит. Ова не е само љафтање еден сат на лайв стрим, некој си, не знам што, ова е море мистика, филозофија. Зато следно кој ќе излези, дали ќе е во живо следната епизода стрим, кој ќе си ја гледате епизодава, си земите едно пивце, кикирички, да, и ќе вие многу поубаво него само да ја гледаш. И ќе легниш во удобна позиција со најмилото суштество до тебе, дали е то златно рибче, дали е мачето, дали е Пајаче, не знам, има ти мов. хрчак, Да. дали е сопруга, сопруг, дали е не Швалерка. знам, далинско, што сакаш. Шајка. Ке си седните со то. Сега некој, например, може да го слушат подкастов, дур ги мијат пајнците. Одма ќе ти кажам, остај ги пајнците, човече. Има ти полвај работи Има за ти праќање во полоши животот. работи. Јас ова го кажувам, не така рандом зашто така ми текна, не, зашто јас истото го прам, истото. Еве ти. Секогаш кој ќе мијам пајнци подкасти слушам. Зато не можеш да ги доловиш. И сопругава си мисли дека дека леле овај колку посветен сопруг е. Леле кај го најдов цртичка кај се запустив. Леле колку срекна жена сум во животот, а јас ни машина за садови братучет не купувам. Само за да морам да ги мијам пањците, за можам да си слушам подкасти цело време, а таа погин вид со деца, чување со не знам се што. Господја Тодороска, поеби ја правосмукалката и дај му од оние рачни ни на пазар по 100 денари што се да жулькат. Цел ден да го помини во трошки, зашто кој ќе помини што не ги собира натре, само ги Ама сега префарна. не дава идеи. Јас на Ако се твојава курчиме. на твојава неверница што ја викаш, не идавам идеи. Невернице, молим те, скини го братучет и другиот колк стај го на промаја да го фатит, за да морат двата да ги сменит и да ми одговори точно на следново прашање. Браво. На следново Ајде. прашање да ми одговори точно. Ова, што да му дајме бе, ај предложете. Ајде бе, ајде. Ако некој одговори учествува. точно братучет на следново прашање, што да му дајме вака како награда? Пишете во коментари одма, јас дур се спремам со джинглов за Скинете го пакетче крем банани ја донеси.
Сега за Например- пенкалце, јас ќе ти донесам. Не, знаеш што, например, гел за коса. Види го, бе. Така, what are you? Кирил, Ле. да се обратам само. Еве се. Еве ги. Не догледвам донде. Ле. Добро. Абе, слушнете ме ваму, море. Еј, види ова. Гел за веги ќе ти дајме. Ајде, добро, мир на сите. Готово. Полир паста. Добро дојдовте во емисијата. Следното прашање е за 10 килограми полир паста и гел за веги. Абе, сега Сони, ај, мајката. Не, со тебе ќе Гел за бидам. брадата, поштова, може. Со тебе ќе бидам. Полир па. Вака, значи... Следно прашање е малце од подруга природа, веќе влеговме во Мртва природа. подлабокото. Мртов рабец има најдено Да. сега, како ќе го оживееш, ќе ме прашаš. Следно како од хербариум е истајано. Ајде. Мртва природа, лилјак муфласан. Вака сега, значи следно прашање е, сконцентрирај се, зашто тешко ќе биде. Ако одговориш не гел, не полир паста, свечу да ти дам. Мислам освен то. Океј. Пошто не е квизов до таму поиден. Не сме до толку модерни. Ајде. Не знам, сега се думам дали да ти го кажам прашањево или не, многу опасни одговори даваш. Ај ќе ти го кажам. Да треби да соопштиш, браточет, да треби да соопштиш лоша вест на непријател. О, добро. Ама да треби да му ја соопштиш на убав начин. Добро. Како ќе го направиш то? Повелете. Јавноста е Ај, спремна. ќе го викаме како? Име дај ми, бе. Богоја. Богоја. Да му речам, Богоја Милосављевиќ. ќе му речам, Ворете? например, На на Галено работа Крки. е, ако е на работа и тој не сме да излези, ќе ги побарам на тие чуварите, пошто денеска на работа се строго со видео надзори. На пенџерче негде ќе му застанеме, ќе му речам, Богоја, брате, знам дека не ме поштоваш, дела маце, остаја апчеткат, дела маце. Абе, куќата ти се запали, туту не се е направено. Ама среќа... Ама ти мене не дојде. знаеш колку убо гореше. Тлееше. Вака, јас не знаев, јас не ти поможив затоа што извини што го одговарам прашањево место тебе, ама морам ова е. Леле, море Богоја. Леле, јас да ти кажам пола сад вака ја гледам куќава и не можам умов не ми идет. Дали куќава твоја горит или кандилце? Ма ќе му го соопштам, знаеш кога? Са бајле, например, тој трнал за на работа, му се После 6 запалиле... недели. Сакам да речам. Ченца ќе му однесиш на работа. За душа, земи. Шо е ова? За куќата. Ќе одам на работа, например од 7:30 ако е напресан негде кај што тренам млатит, 28 Ила ќе му одам. повака да те гледат кај што блескаш. Во 7:30 почви на работа, јас 28 ќе му одам, да немој до 4, да мој само да мисли. И му речам, абе изгоре куќата, само што се замине ти кафе на рингла или на плинско преш. То ти има тема на работата. Кошулчево многу убо испеглан, а од пеглата да не ја заборај. Или пример нешто. Богоја, али ако речи, например, а што не се деси, мојата не ја фати нигде. Мојата со гребла, јас цак, е, например, ко ти велев, ај да делиме... Тој колку појке, сега ова ти е под Б прашање, тој колку појке панич и ти се нервират, ти уште со поубо треба да се трудиш да му објасниш. Личен. Повели, Не се во куќата. појако, поубо, братуче. Мило, дојди, Сонце мило, поубо, дојди. Богоја. Богоја, ако бе личен, цигли се прај то море. Ама, куќата, знаев дека ти комшија што ми си неуво ќе ми се деси. Знаев! Проклети сте од чекоштина дојде ни онаму. Од Кирија сум јас овде, не ме рачу. Забегај сум. Толку е. Финиширај го. Finish him. И коните ги истадовме. Успеавме да ги трниме и коните. Се што е поврзано со, спасено е.
другото и приќето, Ојде. а мачката ќе најш друга. Јас ќе ти дам маче, за да ме памтиш. Океј. Не знам, јавноста ќе кажи дали е окей. Не се, шо? Шо? Богоја. Пишете со големи букви, а ман не може да дофрлам до овдека. Капслок пишете, заш братуче не гледат. Стварно не Ево, гледат. следно прашање, ако го одговориш, место наочари со диоптер, ќе ти направиме... Перископ. Не. Ќе ти направиме леки, ама што се на ниво до таа мера меки убај, преубај. Та преубај, синкирха рибо бомбончиња имаш стаено вака на очињата, кој ќе трепниш, одма да ни е преубо. На благодај. Си за? Уф. Тебен ти светиле? Или Може, не? бе, може. Добро. Се растеков човече. Еве, многу тешко прашање е ова следново. Ајде. Варди, заш веќе влегвиме во најјаките Дипшит. моменти, дипши. Дали си спремен или да пуштиме реклами? Спремен. Да. Спремен е братучет, спремни сме сите, одиме. Ако некогаш, еве ти сега, гледаш, читаш се, еве ти со капслок. Еве ти. Сеја... Мартин ти пиши А, море. сеја пулиш. Сеја Стави пулиш. прашалник. Ме убедвиш сега што е филмов. Сеја пулиш ми Ево ти вика. леки со капслок ке ти направиме. Такви леки. Леле! Која ги... Ле, каков производ Леки со измисливме. капслок. Абе, која екипа, Леки со... Марка на леки капслок да се вике. Гледај колку е преако. Нов производ, И шо- прево. Пиши го таму. И што прават? Ево, ке влезите овдека леки со капслок Дали ова ракопис Тодоровски? лок. Моли, а ова го гледаш ѓубре едно. Кој е за хејтање гледат. До Куќе овде дофрлам. за Овде ти хејтање, дофрли воние минијатури. Ова маре. гнасава до мене што се речу. Јас си кој неќам морам да го викам братучет. Затоа што го има то така смислено. Никнеймов му е братучет, е клето проклето цело време она ти да го захейташ, ама немој. Мораш братучет да му речиш. Еве ти прашање Ајде. сега за леќа со капслок. Дали ајде и за граф да идеме. Ако те прогласат некогаш, ever, некогаш. Ако те прогласат за светец. Свети братучет, ако станиш, некогаш. Добро. Не мора да е во христијанска, во некоја религија, еве. Добро. За да не се осети некој навреден или Добро. било како. Во некоја религија твоја што ќе си ја измислиш, машинска некоја, не знам. Ако те прогласат за светец, за кое дело ќе биде тоа? Што ќе имаш направено за да речат после ова готово. Ќе го затварам Константин Кешаров. Ќе му речам, брате, ова не ти е легално тебе. Како ќе биде ситуацијата? Еве, идат репортерот од Сител вести и викаат почитувам братуче, што по јавноста шпекулира дека вие сте се однесувале агресивно кон дотичниот К, Ш. Аров? Ало? Да. Ве молиме објаснете што поточно се случило. Ојдов и му реков, Константине, душа напатена. О ти светол, безгрешен. Абе, куќата ти се запали. И на Богоја, да, знам. Со таа разлика што твојава јас ја запалив. Не, Богоја ти ја запали, зашто јас го истастав. Му реков, тој рече, што седе си, бе, оди викам кај Косте, он јеба мајката. И тој ја... И комшије, рекоа ја, ние, брате, братучеде, кандило ќе ти палиме, за ово што ни го направи добро. Да, и ќе продолжи новинаров од Сител вестите ке речи после ова изјава на дотичниот братучет се поставува прашањето зошто лицето К, Ш во заграда Аров, кој се декларира како видовит, не го предвидел овој немил настан.
Студио. Сите збунати од таму генерал. Леле ке речат дали стварно видовит или не прашање е сега. Ајде, пуцај. Значи, после ова прашање, мора да ти поставам под прашање, пошто досега одговори, награда ќе добиеш, ама за сега само левава леќа. Со капслок ти е, сега за десна да добиеш, ајде и за зум да идеме. Ќе мора на следново прашање братучет да одговорите. Прашањето е шо му е братучет, прво за DC си или за Марвел, поштоваш суперхерои? Не скрос, ама да. Така, Лабаво. за празници. Не влегвам толку сега да си легвам со Iron Man дека тој иде да спаси. Океј, филмот го гледам, супер, има шаренило. Дали би си легнал со Iron Man некогаш ако имаш шанса? Со Iron, буквално? Со Iron Man, па ти така рече. Не, бе, со ние железишта на ми одупни душе кон сакаш. Да ме смрдни. не, Со машина не мислев дека е Не со ментален. Машинец сум, ама не и со фетиши мислев со... дека е на некој начин привлечно за еден машинец кој навлегол Да, во некој Да, сфери. јас и на мојава и реков кој ќе правиме деца, прво ќе на струк да го пробам, да видам што ќе излези. На дребонг. На дребонг, на струк. После тој ќе одам, ќе го изфрезирам за да не летнит од млечов натака, да не излези дете во вода, не може да ја кажи. А шпонојве ќе ги користиме за второто. Ќе фугираме. Околу. Кој ќе паднит, ќе ги изгребит колената, ќе му клаваме од ово шпоно и Ќе го пополниме, да. Добро. Не, мислев дека за еден машински инженер би можело да биде привлечно легниц од тип како Iron Man. Ти како актер. Но може би е премногу Ти како ограничува. актер. Сакаш да легнеш со Со текст тој спијам. два? Два. Ама Еден лево, Да, еден десно. не Од да, ова не страна два. Ромео и Да, Јулија, од ова прашалник. страна само Јулија. Да, прашалник, не два, него да, така. Ајде, терај, Значи вака, навидум едноставно прашање, но не би рекол. Братучет, ако одговориш точно, добиваш десна леќа со капслок. Шо му е фетиш на Бетмен? Шо му е фетиш на Бетмен? Не си ми спремен. Шо му е фетиш на Бетмен? Да му објасни на Робин во сите филмови и серии дека тој е само еден дека тој е само една опашка. Тоа му е фетиш. На Бетмен. Да. Од студио. Рековме студио, навидум едноставно прашање, Не. ама Аха. добро. Шо му е фетиш на Бетмен? Да му објасни на Робин. Аха. И да му кажат дека навечер не мор и навечер кој ќе си оди дома му. Чек, застани, стој. Значи, зошто на некое прашање не одговориш едноставно со не знам. Еве не знам. Знам. Еве не постави знам, ми друго ако прашање. сгрешам нека изгорам. Не. Нешто, Не. пример. Не. Речи Ѓорами да море, ние шум поставиме Ѓорамида. вакви прашања, значи сигурно не знаеме. Тестирај не малце, биди дрзок. За леќе да ти кажам и Бетмен и Робин поеднаш ќе го Овој квиз не е биди милионер, овој квиз се нарекува биди дрзок. Биди ти, биди оригинален. Шо биди му е братучет. фетиш? Пошто ги остадоа само нив двајца и ги начека еднаш како што се гнетат и река че и Бетменојца ќе ја направиме. Тоа е фетиш. Не сакам да сум до толку дрзок. Ајде ти се Не, молам. биди дрзок. Ајде ти се Добро молам. дојдовте во квизот Биди дрзок, одиме понатаму. Предпоследното прашање за ова вечер, почитувани дами и господа, на кое што почитуваниот братучет кој седи од мојата десна страна ќе одговори. Братучет, на ова прашање сакаме да употребиш факти и статистика. Факти и статистика. Братучет, од твоето лично искуство, не искуство, 50% од секој брак завршува со Развод, семејно насилство и помирување. Тоа е само првиот дел од прашањето. Сега следно ќе ти го поставам истово прашање, сакам да даеш одговор што тотално не е логичен. Добро. Океј, логично е да речиш раз, да. Ама тоа ми е многу ко насител вести. Разбираш?
Сега сакам малце. Зошто? Алфа. Чекај да објаснам Малце сега. нешто. Вака. Во 3 треба да објаснам или не? Не. Под прашањето? Не треба да објасниш. Добро. Спремен, само не треба да е логичен одговорот, ако може да пробаме. Биди со нас. Квизот се нарекува биди дрзок. Биди де, Ајде. Постави го прашањето. братучет. Саш тензично да ти го поставам за инспирација. Братучет. Залепи ме еднаш. Братучет. 50%. Ова како пред кооперација, пред продавница. Ма ке му е, мајката. Па не може вака. Абе, 50% од секој брак завршви со Тепање, затоа што овој молерисал обратно. заш гравитацијава влечи надесно. Дента се погоди. Не, братучет. 50% од секој брак завршил со јадење заедно наполитанки од нагробишта. Дали, Морат некако да се вратат луѓето во реалноста. дали имаш факт за ова? Имам. Кај ти е? Само не го носам за мене. Качичко стои. Костев, кечичко богоја. Ама и фактот изгоре со куќата. Да, ако гледат некој парцијално, со среќа. Ке рече, овие се на сладко од смокви. Да. Овие се на Синкамен. сладко од печурки, од оние што се другине. Има искрено има смисла одговор. Така, Шо, кој? Кирил, Мојот или негојот? ајде ти се Мојот молам. или негојот, затоа викат Кирил, така? Кирил, Неговиот те дека со наполитанките. Респект, Абе, Кирил. немате фантазија. Немате Последно факти, море. прашање. Абе, Последно прашање, имаш последна шанса да го обелиш образот на братучет. Да го, не знам, да се докажеш, имаш шанса. Последна шанса ти е ова. во што запосра волку да му се сневи. Ајде. Не бе, не бе, Не бе. Не Ајде, бе. пуцај. не бе, ама ова малце да удрит на 11 октомври треба да епизодава, така? Пред 13, чекај прво да се договориме што ќе е наградава. Ќе те прогласиме за ултимейт братучет на сите, може? Може. Се согласуваме. Кој е за, молам да крене рака. Еве, сите се за. Пишете коментари кој И што не го лајсни за мрзнит. стевеце. Кој што не го мрзнит, реков. Добро, на кој што не му мрзнит, пишете коментари. Значи вака, гледај сега овдека, многу битно е ова прашање. Ајде. Спремен? Ајде, да. Пред 13 реинкарнации, братучет ќе беше прогласен за фараон. Ама не се деси то, затоа што Избрзав, се обув многу брзо, а тие патиките не ми беа перени, токуто смрдеше таму. И кој дојдовме таму река, не, се, ама ова не, да му пресечете до колена, многу е мал ковчегов, не сум толку мал. да, фараонов немаше да се викат, не знам, немаше да би Амон-Ра. Амон-Ра, ќе беше Амон. Па! Тако. И многу комплицирано му звучело. Извините. Застана Навлажнав. тогаш и рекоа што да правиме и во сода бикарбона да отстои, да откисне малце ноктиве, мислам ноцеве. Петицава долу пармезанов да излезит. Тогаш и после 13. И тогаш сватија дека избрзаја и затоа ги имат во Александриската библиотека во Израел, која што е запалена, таму е мојата книга изгорена. Затоа ти ја кажувам. Неверојатен одговор. Мислам дека чест и част Требаше да ти ги доодговорам, затоа ти реков развод, ево и столицава се скрши све. кабриолетово, караванов од Почитувани коле. дами и господа, чест и час ми е да дозволи да те прегрнам, те прогласувам за ултимейт братучет. Ево, ова 47 епизода нека биде сведок. 47 епизода нека посведочи дека братучет не е обичен братучет, туку е ултимейт братучет. Фараон. Вие што издржавте сте срекни луѓе. Вие што не издржавте не сте. Мислам, тоа е тоа, некоја логика. Не само што не сте, несреќни сте. Да, Речи, така да ви Кој благодариме ќе за... не ги видат коливе попад негде со патлижани да фрлет по нас. Зошто, море, од масон насилство? Зашто им рече несреќни сте. Сега им рече. Има шанса да се подобрат во следната епизода. Така, Да. секогаш има втора шанса, но никогаш втора шанса за прв печаток.
Јас Ете, така прочем филозофски ја завршуваме оваа 47 епизода. Чеси Чеси час, час. молим те, ова веќе нема да ги мијам раце, можда едно 15 минути. Да, дур не стигнеш до првата чешма, јасно. Ви благодариме за довербата, имајте пријатна вечер или утро или ден. Имајте. Чао.